Па учебници од 12 навака почна еден по еден да целиот тираж да се исцрпува, така што ги нема во продажба, што проблеми имат и родители и наставници, а и ние овдека кои што сме во непосреден допир со купувачите. Па може да ви набрам повеќе учебници, така да прво оделение има се комплетно, и второ е се. За трето оделение фали математиката, која што ние едина книжара сме која што моментално имаме. А и таа собираме од повеќе книжари низ градот, така да имаме да презентираме на купувачите. За четврто оделение математика нема воопшто нигде. Може да се најде по некој книжари низ Македонија, али тоа е ретко. Потоа за пето оделение француски јазик, кој што излезе негде 8000 тираж ми се чини, у 2 дена го снема, така што нема од каде да се купи повеќе. За шесто исто проблем е француски јазик. Седмо оделение физиката, таа нема повеќе. За осмо оделение фалат повеќе учебници, историја, ото, музичко, тие се. Потоа за народностите на албански фалат учебници. За четврто математика нема, од четврти или пети навака нема воопшто, не да се најде. А се знае дека во Скопје само ние и Линдија продаваме учебници на албански, па може да се заклучи каква ни е работата со муштериите од народностите. Потоа фалат и поуки за јазикот, за трето и четврто оделение на албански. Тие треба да излегуваат прв пат во наше издание, но се уште ги нема. Тие не се излезени. Не се излезени воопшто до сега. Бидејќи прв пат се излегуваат припремата нивна, не знам како иде. Работни тетрадки после фалат доста. Тие беше оваа година најголема гужва со нив, бидејќи дет ќе се употребуваат, ден не. Тие што стана во употреба ги нема. Тоа се работни тетрадки по математика за трето, потоа работни по биологија, алгебра, геометрија за шесто, работна по алгебра за шесто. Земувам марксизам за трета година. Ментално нема се потроши. За други клас марксизам нема. А други учебници што немат? Други не сем, само за марксизам нема. Германски за трета година. Да. До школа какви сме. проблеми ви создава немање на еден учебник таму во училиштето? За станување на материјал. Лекција предава во школа, ами да ги учимо нема. Тоа е проблем. Па проблем во лекција се више А садира. времето си минува? Нормално. Добро, за После кој ќе дојде одеднаш ќе се натрпа материјалот. Одеднаш мора да го учиш. За средните училишта може ли да кажете што нема? За средните училишта положбата од лани е далеко подобра. Од лани фалија многу учебници. Оваа година проблематични се само стручните школи, и тоа претежно електро и медицина. За другите фали по еден учебник. Електро, на пример, само го пример трета година, Да? бараат многу учебници кои што беа порано издавани, оваа година више ги нема. И за нив постои само еден учебник, за жал тоа е електроника, од стручните. Општите ги има, марксизам, литература. Али од стручните постои само еден учебник. Тоа може ја да ви кажем и онака, нема основи на електротехниката од Живко Миловановиќ за први и втори клас. Потоа нема електрични мрежи, електрично Математика за прва осветление. и втора. Тоа има, математиките ги има. Учебник за технологија на Технологијата, материјалите ја нема уште од лани. технологија за занимање, тој што им е најважен предмет. Тоа нема. Нема. Со електротехниката Електротехниката нема ни втора, ни трета година. И нема повеќе учебници. За нив нема ништо. Добро, прилика колку учебници нема, ако да се кога би се собрале сите? Од прилика па трета година на 7 учебники им фалат. За гимназијата фалат 2 моментално, тоа се марксизам за втора година, тоа го користат и сите стручни школи, и историјата за четврта година. Има објавтување дека секој ден ќе излегува, но Значи во овој момент во средните училишта нема 10 учебници. па повеќе од 10. Повеќе. Бидејќи само за овие што ги бараат, ја добив некоја информација која што не е сигурна дека нема да излегуваат, тие учебници ќе бидат на македонски јазик, тоа ќе биде од македонски автори, бидејќи до сега беше се од превод од српски автори, ќе бидат на македонски, па тоа за тоа. Изгледа за тоа касно. А овие учебници што пред малку ги рековте дали се издадени или воопшто Тие беа не се издадени на македонски јазик пред 5 години, 6 тука негде. И затоа нивната цена беше јефтина. Дали имате статистика за четврти клас? Моментално немам, не излезем уште новата. На готите го
Што барат ученици овие? Барат овие топографски перца, овие различни, овие големи на перца, мислам во милиметри, како и вика таму деца 0,1 то. Обично тоа. Вие ги немате. Ние не ги држиме затоа што Четкици- почеток правиме во четки за тоа и бои, исто за така и кои- четкици, осмица, различни четкици. осмица, десетка има. Да, осмица, десетка ги бараат деца, меѓутоа слушам дека во многу книжари ги нема и во овие што порано ги држаа тешко ги набавува. Не знам зашто. Други вака После овие моливи има повеќе видови моли, обично по-меки моли за цртање за и тие ги немате. и тие ги нема. Што ли е тоа, например, која е гужва, ќе дојде дете да побара свидетелство, вие не му давате едно, се дава Не е повеќе. точно кај нас тоа. Кај нас тоа не се правило тоа. Например, ланската година јас долу на Имате каса ли работе, пријава за запишување во училиште? моментално нема. Моментално нема, а не значи тоа дека и утре ќе нема и други ден. Моментално нема, само денеска рече. Утре ќе добиеме, други ден ќе порачаме, ние од магазин ќе добиеме. Ланска година, цела година ја ги дава книжките и свидетелства на каса. Е се нешто што завршило, 2 дена, речено 3 магазина, зависи колку време ќе ни испорачат. А тоа дали ќе е по добиеме. овие ситници побарувачката голема сега? Па, големо како и за учебници, и тоа на детето му треба, и тоа треба да работи, нели? Тоа све треба, све што е за школа треба. Да се зависи колку може да Кој се губи најде. од сето ова? Децата? Најмногу родителите, најмногу шетаат тие. Па децата се знае веќе. Кој што ви треба? Свидетелство Стопански училиште. И каде е све барате од Скопје? Во цело Скопје нема Цело никаде. Колим. Цело Скопје никаде не може да се најде книжарниците. За кој Па за средните училишта, стручните училишта. Како што Сообраќајниот училишен центар, Земјоделскиот Земјоделскиот училишен центар, така. вие завршивте таму или? Завршени сме само накнадно за работа, ни бараат некои примероци, пошто тие се заведени во книжка, па треба свидетелство. По свидетелство треба да ги заведеме, оценките нормално се дадат за работа. Да. Бараат од прва, втора, трета и четврта година тоа што. Сега свидетелство нема, што ќе Нема правите? никак. Ќе наставиме да бараме. До кај можеме. Моментално се заврши, ми се чини вчера или завчера завршија тие свидетелства. И сега додека се добија, тоа е процедура, се поправи порачка, па се зема, па мора еден ден најмалку да помине. Свидетелства, книжки, записници, пријави, тоа може само да се најде во Скопје кај нас. Бидејќи ова, додека беше сезоната со книги гужбата, претежно книжарите не продаваат тоа. Али тоа можеше само кај нас да се најде. Па така бевме оптеретени да денеска да земеме 1000, утрената веќе немаме. А во другите книжарници нема, ги Не. немаш ови. Бидејќи секој гледа на тоа во тој момент да земе што више пари, а едно свидетелство е динар. Па се он да земе динар на каса, гужба за 1 динар, дават и дарка. Тоа нема. Све на нас остане. Еве десета нешто ми рекол некој работна тетрадка за Петро и за 600 по музичко. И што најдовте, што не најдовте? Сега по музичко најдов за и за Петро и за 600, а за работна тетрадка по математика нема. А бевте и во други Во книжарници? други не сум побарал денеска. Пред некој ден барав, немаше. Денеска не сум барал. А дали други работи има што нема? Што или само овие? Сега овие ми рекоа дека им требали, овие ги барам. Да. Но Дали уште нешто им фали? голем не знам. проблем е кога нема нешто, а? За децата Па дека. нормално треба да се бара, се шета, а нема ништо им треба и така. И колку време вие на работа ли сте денес? На работа си. Излеговте од работа, Да, издрав од работа и губите време и што- ништо не да. свршите работа. губиме време, ама времето барем да сврши работа и да се губи. Тоа губиме. И тоа е многу проблематични дневниците за пракса. Тие ги нема воопшто. А тие се многу потребни за учениците. Веќе тоа им е основно и за пракса, и во текот на распускуваат материјална пракса, и за тоа им треба. Но за жал ги нема нигде. Свидетелство горе на тетрадките имате. Да, да. 5500. Пријатно. Па бараме за трети клас гимназија.
литература и литературни прилози, Да. историја, англиски, марксизам. И што најдов? И нигде нема ништо, само рекоати оди. И ги најдовте ли? Не и најдовме, а има А потреба. каде бевте досега на други? Па бев у Кочураци, кај други овој трговски книжарници. центар. Па овде на площад, нели, па Кочурацин треба да е. Колку време ги барате овие книги, можете ли да ми кажете? Па овие неколку дена и бараме, 2-3 дена. А вие работите ли? Не сте? Не, на слободен, сум слободен ден. Имате слободен ден и ги Слободен барате? ден, да. А се случува и од работа, некојаш да Па излезете? јасно. Се губи. И што ќе правите сега, бидејќи ги нема? Како ќе им кажете на децата? И не знаме. Тие се лутат, а? Секако вие ќе интервенирате они да и штампате и издадат, за да можеме да се снабдиме со. Вие како родител, што мислите за овој проблем? Немање на учебници, мислите? Немање на учебници, добивање на единици, после тешко се исправаат, па се полагаат, па се губи време и така натака, и нерви се кинат. И така. Колку време шетате? Испотен сте, ви гледам. Па да. Па шетам доста време. Од Савале сте излезли. Па да, од Савај. Па ми, скоро сите книжарници има поминато, не? По анкетата што пред малку ја видовте, сега се наоѓаме во просветно дело, единствена институција во нашата република што се занимава со издавање на учебници. Мислам дека е потребно да се каже и тоа дека еден дел на учебници ги нема затоа што воопшто не постојат, и еден дел на учебници ги има, меѓутоа ги нема во трговската мрежа. Како коментирате вие ова? Наша работна организација, која има и свој основен задаток да обезбедува училиштата со учебници, за почетокот на оваа учебна година ги превзеде сите мерки училиштата да бидат снабдени со учебници, како основните, така и средните училишта. Напорите што ги вложивме вродија со плод. Со нашата издавачка програма ние планиравме издавање на 266 наслови за целото образование во Републиката. И за основното, и за средното образование, а и за училиштата за возраст. Посебно за основното образование во планот беше предвидено обезбедување на 129 наслови, од кои 63 наслови за училиштата со македонски наставен јазик, 32 наслови за училиштата со албански наставен јазик, 26 наслови со училиштата со турски наставен јазик и 8 наслови за училиштата за српско-хрватски наставен јазик. Кога сме на почетокот на учебната година, можам со задоволство да констатирам дека реализацијата на издавачката програма скоро во целост е остварена. Посебно што се однесува за основното образование. Во областа на основното образование, со почетокот на учебната година, сите предвидени наслови за училиштата за македонски наставен јазик излегоа од печат. Сосем слична состојба беше и е за училиштата со албански наставен јазик. Исто е состојбата и со училиштата со турски наставен јазик, а и за српско-хрватски наставен јазик. Тоа значи дека во 95% од предвидената програма, ако се исклучат некои новосоздадени учебници, посебно за албански наставен јазик, како што се поуките за јазикот, кои за прв пат ги создаваме во оваа година, другите учебници сите навреме беа отпечатени и тие се најдуваа во продажба во книжарската мрежа во Републиката. Она што вие констатирате дека одделни наслови во некои од книжарниците ги нема, тоа е прашање повеќе на дистрибуцијата и на неравномерниот распоред на учебниците во книжарската мрежа. Ако некој од насловите моментално ги нема во нашата книжарница, во книжарница на просветно дело, тоа не значи дека во другите книжарници во Републикава се отсутни. Јас знам примери, како што е математиката четврто оделење,
француската читанка за 5-то оделење, а и некои други, што моментално поради помали порачки во некои книжарници се потрошени. Меѓутоа, такви примерци од овие учебници се најдуваат во другите книжарници и во Скопје, а и во другите места во Република. За нас целото средно образование се состои од два периода. Тоа е подготвителниот период, кој е единствен во сите училишта, со минимални разлики, и завршен период. Ние зборуваме за подготвителниот период, подготвителниот период и за кој се метали сите други видови училишта, учебници се обезбедени. Со исклучок ова што го рековте за техничко цртање, како специфичност што е за машинските училишта, училиштата од машинска насока. Да. Меѓутоа и за тој наставен предмет ние имаме понудено решење и веќе имаме и еден дел од учебникот обезбеден, а вториот е во печат, она што значи вежби по техничко цртање. Сметам дека колеги уредници има можност подетално по овие работи да... Уште едно прашање, друга Младеновски. Рековте дека еден одреден број на учебници ги има во разни книжарници, меѓутоа не се дистрибуирани онака како што би требало да биде равномерно. Зашто се случува тоа, например, да една книжарница помалку земи или повеќе земи учебници, или во одреден град ги нема, па луѓето се приморени да одат по други градови да ги барат. Мислам, таа мрежа трговска вас сигурно ви е поблиску, уште тука малку би сакал да кажете. Има ли тука некои проблеми? А би рекол и тука нешто. Во напорите да имаме една состојба што е сосем нормална и во дистрибуирањето на учебниците, ние одржавме едно републичко советување со раководители на книжарската мрежа од Републикава. И тамо изнесовне проблемите, изнесовне искуствата што биле претходните години, меѓутоа дојдовме до едни констатации дека контактите на книжарската мрежа со просветните органи во општините отсуствуваат. А тоа значи немање на увид за бројната состојба на потрошувачите на учебниците и оттаму и порачките не се базираат на бројната состојба, меѓутоа на моменталните согледувања за пласманот на книгата. А во книжарската мрежа е желбата да се што се набави веднаш се продади, како би могле и средствата да се повратат. Тоа е од една страна извесен страф од замрзнување на сопствени средства и затоа има и малку одбојност во книжарската мрежа да што е сигурно тоа да се порачува, а она што има подолг период на потрошувачка, некако да се препушти самите училишта да го снабдуваат. Еден од учебниците од вашиот оддел е и марксизмот. Сигурно има и некои други, меѓутоа добро било да кажете, професор Здравковиќ, каква е ситуацијата во вашиот оддел? Учебникот по марксизам, според наше наоѓање, заради тоа што од кај нас, да речам, од нашава куќа е многу одамна излезен, се наоѓа во печатницата. И мислиме, според она како го следиме токот во печатниците, дека за 20 дена, максимум еден месец, дека ќе може да се најде во книжарската мрежа и дека учениците, оние за кои е наменет, дека ќе можат да го имаат во своите раце. Тоа е марксизмот за втора година. Што се однесува, тоа е од мојата група единствениот учебник од подготвителниот период, што, да речам, не е излезен на време и кој, ако се земе општо, како и многу други учебници кои каснат, вака да се изразам, каснат заради тоа што навистина врз учебникот има една огромна и една многу голема работа, она што се претходи додека самиот учебник биде предаден во печатница, а после тоа претходи уште една многу голема работа во печатницата додека дојде до она своја завршна фаза, она што се вели дека учебникот се печати. Од завршниот период уште ни предстои не е излезена историјата за 4 клас и таа исто така се наоѓа во иста ситуација како и марксизмот за 2 клас, ќе биде некаде максимум за 1 месец во продавниците. Во каснење на историјата дојде заради тоа што историјата ја променувавме заради измените во новата наставна програма, додека иако тие
ќе изгледа дека ќе се појават заедно со марксизмот за втори клас, не е сосема ист случајот, заради тоа што марксизмот не достигна. Марксизмот минатата година го имавме, беше планиран и за оваа учебна година, и така да го итно, да речам подитно, го допечатуваме, така да учениците ќе можат заедно и со допечатувањето на тој учебник, оние деца кои не биле во состојба за кои немало учебник, да речам, за кои не стигнал учебник, да го купат и така да имаат комплет учебници за она што им треба. Значи во вашиот сектор проблематични за сега се само овие два учебници. Марксизмот кој треба да повторно да биде издаден и историјата која треба да биде по новиот програм. Како е состојбата кај вас, доктор Раковски, во? Мислам дека тука најспецифично, затоа што вие говорите секторот за стручните училишта, односно вториот дел од тој завршен период. Аз и би ме поправил. Фактички, јас ги водам 5-6 други кои што се и најпопуларни, со поголема популација на учениците. Со реформата на образованието треба да се знае дека целокупното наше насочено образование е ориентирано во 30 струки. И секоја струка има по 7-8 десетина занимања, посебни, 3-4 помалку, така да се собират околу 120 занимања. Ако земеме во предвид дека секој едно занимање си има своји типични, карактеристични, стручни предмети за оформување на својата стручност, фактички се собираат, што беше речено пред малку од колегите, околу 1200, најмалку 1200 наслови. И толку ученици треба минимум да постојат за да би се задоволиле. Меѓутоа, настојувањето е да верно подготвителниот период како најмасовен да го обезбедиме што можеме повеќе и потоа завршниот период барем со оние најфундаментални наставни дисциплини да се обезбедат. Јас би можел вака по глобално по струка некого да ви информирам и да кажам кај металско-машинската струка која е една од со најголема популација, која брои изнад 8000 ученици во нашата република и која е застапена со едно 25 училишта расијани во републиката, сметам дека во подготвителниот период прилично многу е направено. Јас да ви кажам ко заеднички предмети за металско-машинската струка се основи на металството, кој се изучава во први и втори клас и има обезбедени учебници. Машински материјали исто така е во подготвителни период и ко ученик тоа е веќе при завршување и нешто околу месец дена, ми се чини веќе во октомври месец дека би требало да излезе при крајот, ако се нормално во печатницата се одвива. Вие пред малку рековте техничкото цртање со нацртна геометрија. За него ние водиме една постапка подолго време за да добиме еден нов учебник што би ги на некој начин задоволил повеќе од овие струки. Меѓутоа таков не добивме, а имаме ние веќе 5 изданија што се користи до сега. Тоа е техничко цртање со нацртна геометрија од Миловановиќ. Меѓутоа наставната програма кај овие занимања бара сега новите наставни програми бараат еден голем број на вежби. Тоа се околу 40% од предметот треба да биде зафатени со вежби. Такви бидејќи нема, презедоме мерка да се преведе и го преведоме прирачникот основни вежби по техничко цртање од Колудровиќ, а тој има некој тираж до сега, мислам, околу 100.000 до сега е преиздаван. Тоа зборува за квалитетот. Тој е препорачан уедно од Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето. Ко таков тој ќе биде готов, исто викам нешто за месец и пол, бидејќи у последно време зедоме таква мерка. Подготвителен период кај металско-машинска струка, можам слободно да кажам дека со машинските материјали што ќе излезат е речиси 100% задоволен. Мислам го овие го сметат професорите еден од базични, тоа се вика технологија за занимање, базичен предмет. За секоја струка. За секоја струка. Од него нема ништо што станува со него. Сега да ви кажам, во металско-машинска струка има негде околу 8 или 9 занимања, посебно. Секое занимање има своја технологија на занимањето. Тоа ми се чини би превземале од сега понатаму некаков настојување бар да се издават тие технологии за занимањата. Меѓутоа некои од тие
занимаја се и многу мали по број. Некои бројат по 400 во Републиката, а некои ги има и само за 30-40 ученика. Знаете, 30 ученика, многу тешко е да се создаде ученик за... Али ќе се настојува, ми се чини, да бар тие како основни носечки предмети да се издаат, а немаме од нив посебно за занимањето. Имаше една технологија заедничка за сите, технологија на обработката, и таа учебник имаме превзено мерка и добивме кој ракопис и беше рецензиран, меѓутоа тој е и у последно време стопиран, затоа што настана измени у последно време во наставните програми, у наставни планови, по иницијатива, мислам, кој предмет треба тој да биде, така беше најавено од Републичкиот завод, кој машинска енциклопедија. И затоа кој учебник тој го стопираме. Наставните програми заправо имаат известни недостатоци. Тоа јас како уредник најмногу го осетувам. Еден, например, учебник кој сме превзеле мерка се напише, сме го добиле како ракопис, нали така? Имаме ние тука стручно тело, наречено уредувачки одбор, и кога добиме пред се и рецензиите за тој ракопис, веќе во рецензиите се искажуваат недостатоците на програмата. И виде што станува. Авторот дури неоправдано, тој се држал на насада програма и одел по незе, и сега тек ние му препорачуваме од уредувачкиот одбор дека треба тој и тоа да се измени, тоа да се направи, тоа да се поправи, и тоа е една причина за оно одговлечување на излегувањето на учебникот. Многу пати авторите кај мене уште по 3-4 месеци вложуваат напори да го усогласат учебникот онака научно и онака како што треба да биде. Во подготвителниот период ние имаме 3 вида на програми, 3 вида на учебници. Тоа е многу битно. Прво, имаме општообразователни предмети кои што се за гимназија и општообразователни предмети наменети за стручните училишта. Така да и учебниците за гимназиите и учебниците за стручното образование се обезбедени. Тоа е негде околу 21 во први клас и 21 во втори клас. Сега следуваат производно-техничките предмети. Тие се вкупно во сите насоки 82 и главно припаѓаат во нашата редакција. Од овие учебници, заедно со Републичкиот завод за школство, ние се обидовме да ги обезбедиме фундаменталните предмети и досега имаме обезбедено 23 учебници. Тоа се фундаменталните и за најголемата популација на ученици. Така, например, за медицинските училишта ги обезбедивме 100% во подготвителниот период, во хемиските 96%, во економските, колешката испушти да каже, тоа е 99%, меѓутоа за текстилните училишта досега ништо не е направено, тек сега веќе правиме напори за во идната година ги обезбедиме фундаменталните предмети. Тоа се текстилни суровини, а познато ви е дека бројот на текстилните училишта од година на година расте, така да тука нешто мора да правиме во иднина. Има уште еден добар дел на учебници од производно-техничките предмети необезбедени и ние во иднина ќе мораме да работиме на тој план, наполно да се мобилизираме. Веројатно тука ќе мора да се барат и средства и заедница да се мобилизира, бидејќи тоа се многу мали тиражи, учебници за една паралелка, за две паралелки, меѓутоа, како што рековте и вие, без учебници и квалитетна настава не може да има. Во завршниот период на средното образование состојбата е малку полоша во однос на подготвителниот период, бидејќи тука имаме голем број на насоки и голем број на занимања, така да потребно е многу поголем број на учебници. Ние на сличен начин појдовме овде, прво да ги обезбедиме фундаменталните учебници, па потоа оние другите учебници. За гимназиите, за општата насока, која што е најбројна, ги обезбедивме сите потребни учебници. Меѓутоа, за останатите насоки, уште 7 насоки, од нашата редакција обезбедивме сите хемии потребни за сите насоки, обезбедивме математики, правевме напред да обезбедиме и физика оваа година, меѓутоа, поради недобивање ракопис на време, така да е во тек и ова книга да ја обезбедиме. Инаку останатите други насоки кои бројат по една паралелка, за сега останува да ги користат учебниците од општата насока кои наполно не ја одговарат, меѓутоа сега ќе мора нив да ги користат.
За останатото стручно образование, како што истакна и колегата Темелковски, има исто така голем број на занимања и голем број насоки. Обезбедивме еден добар дел на учебници, сите фундаментални, а за останатите правиме нова издавачка програма, перспективна програма, каде ќе ги зацртаме второстепените учебници и така поред ќе мораме да ги обезбедиме. И уште со економските само кратко, каква е ситуација тие се? Да, во завршната фаза од учебниците во економските училишта наскоро треба да излезат од печат, според она како ја следиме динамиката, како се одвива процесот во печатниците. Мислам дека познавањето на стоките за трети клас, дека кон половината на октомври би можел да излезе од печат тој учебник. Иако ракописот од страна на авторот беше предаден во рекордно време, рецензиран беше исто така многу педантно од страна на рецензентите, навреме се одвиваше процесот кој ние го имаме кај нас, да речам, издавачки, нормално одеше на комисија заради тоа што ракописот беше навистина квалитетен. Меѓутоа, печатницата во која се печати имаше други учебници за основното училиште, така да на извесен начин, да речам, требаше да се даде еден приоритет за оние деца кои се помногубројни, отколку овие кои се многу помалку и помали, нормално, нели, на кои многу повеќе им треба учебник отколку на поголемите. И заради тоа ево известно закъснување. Исто така голем проблем представува учебникот за четврта година по книговодство, заради тоа што тоа е основен предмет во сите години во овие училишта. Иако имаше доста измени заради законските измени кои навистина таа материја многу често се менува, и треба да и тој да излезе, меѓутоа тој нешто повеќе ќе касни, мислам дека некаде ќе биде во половината на ноември. Исто така, можеби заради сите други, да речам, пречки кои се појавуваа во текот на работењето, едната ја реков, и измените кои авторот мораше да ги следи и да ги уфрла до последен момент, додека ракописот беше предаден во печатница, да се исфрлат сите нови сметки, новите конта кои што треба да бидат, нели, последните и најновите според законот. И тоа што печатницата во која што се печати учебникот ги имаше и двете збирки на задачи по книговодство, така да слогот, математичкиот слог што го и е потребен на печатницата за да го има и линиите за табелите кои им се потребни за книговодството, го има употребено и им се држеше слогото на како ние стручно велиме, да не можат да го употребат за книговодството. На овој предмет. И сега на крај да дека нема многу време да резимираме. Вие рековте во вашето искажување дека еден огромен број на учебници се издадени. Меѓутоа нашава тема и наша емисија е по потрага на оние учебници што ги нема. Патот за обезбедување на квалитетен учебник е конкурсот. Во создавањето на сите учебници ние го користиме конкурсот. Додека во обезбедувањето на учебниците за ова што значи помасово школување, основното и подготвителната период, конкурсите даваат резултати и ние тука немаме забелешки. Ситуацијата во однос на обезбедување на учебници за завршниот период е малку поинаква и таа подолг период ќе биде присутна. Конкурсите често пати што ги објавуваме за учебници за учебниците за завршниот период не даваат резултати. Се случува да одделни конкурси и повторуваме, дури и добиените ракописи да се враќаат од рецензските комисии на доработка, преработка, дополна, а сето тоа е долг период во создавањето на учебниците. И сигурно е дека сето тоа го чувствуваат како немање на учебник, како немање на приручник учениците. На оваа линија ние преземаме чекори на соработка со заводите за учебници во другите републики. Меѓутоа и тука имаме објективни тешкоти. Често пати постои расчекор меѓу наставните програми по одделни дисциплини што се изучуваат во другите републики и кај нас. А токму тоа е она што не дава можност за пошироки зафати. Ние настојуваме да одделни учебници што одговараат во знатна мера програмски,
да ги користиме кај нас како преводи, како барање на авторите на тие учебници да внесат оние содржини што кај нас по нашите програми се предвидени и во тоа во одделни случаи успеваме. Меѓутоа на секаде не можеме да најдеме целосно решение. Нашето настојување ќе биде да се она што може да обезбеди побрзо дојдување до учебник, поквалитетен учебник, биде присутно во нашата работа и да го користиме. Се надеваме дека оваа состојба што годинава ја имаме, која е знатно подобра во однос на претходните години, во наредниот период ќе биде уште подобра. Затоа што и нашите согледувања, нашите мерки што ги преземаме во овој период, се веќе насочени кон решавање на проблеми што ќе се јават во наредната учебна година. А пред нас стои подолг период, тој подолг период и гаранција дека ќе имаме и повеќе и поквалитетни учебници. Од разговорот што го водев со представниците на просветно дело, друга Смилевски ми се наметнуваат неколку прашања. Првото прашање е за оние учебници за кои е обезбеден поголем тираж, излегуваат. За оние кои има помал тираж, ги нема. Тоа е едно. А второто прашање е тоа дали ние можеме да издадеме толка број наслови како што тие тврдат дека со ова насочено образование потребни се некаде околу 1200. Што мислите вие? Прво, точно е дека за оние учебници за кои што обезбеден поголем тираж се обезбедени изданија, а одговорот на второто прашање дали можеме, секако дека треба да се појде прво од констатацијата дека дали требаме да извадиме. Секако дека за сите учебници кои што се предвидени треба да постојат изданија, бидејќи не може да се замисли една современа настава во 20. век без учебници, односно она што веројатно го имате констатирано, се уште да се диктира и препишува. Еден наставник да губи драгоцено време и 30 или 40 ученици да препишуваат. Треба така да се организираме да го решиме проблемот. А тоа значи да видиме кои се причините. Прво, причина за малиот тираж на делни учебници е бројот на учебници што во одделни занимања се јавуваат, тоа е завршниот период. Од тука излегува и главниот фактор, тоа е економските ограничувања што за вакви изданија се потребни големи средства да излезе одредено издание. Друг доста значаен фактор е што малиот број ученици, а тоа значи малиот број кадри што работат на таа проблематика, за себе повлекува и мал број потенцијални автори кои што би се јавиле и веројатно тоа е причината што некои конкурси или договори пропаѓаат кај издавачите. И еден друг фактор што влијае на необезбеденоста со учебници е тоа, мислам, правилната ориентација на стандардни учебници, што ја бара законот за учебници за основното и средното образование, кој што настана како реакција што во минатото имавме ситуација да при постојање на стандардни одобрени учебници се применува скрипти полуилегални или илегални. Што не е добро. Што секако не е добро со сомнителен квалитет. Добро, без разлика, само едно подпрашање. Без разлика дали е мал тиражот или не е, се работи за учебник што треба да го имат тие деца и треба да учат од него. Ние како стручна организација не би можеле да кажеме си од каде тие се обезбедат. Ние како организација за напредување на образованието и воспитувањето преземаме се да се најдат начини да се дојде до тие наслови, а надлежните органи други да се позанимаваат со обезбедување на средства. Ние веќе на неколку места сме сугерирале решенија, а тоа е покрај стандардните учебници, секако во одредена поедноставена постапка да се дојде до исто така стандардни учебници во понеквалитетна техника на печатење, што секако е поевтино. Тоа се разни техники на офсет, на шатлографирани материјали и друго да се дозволи, а сега тоа ќе треба измени во закон за учебници, употреба на скрипти и авторизирани предавања. Нормално дека ако сме му дале право на наставникот да изведува настава, наместо да диктира своите предавања, подобро да ги умножи и учениците да ги има, да се употреби повеќе време
за утврдување и систематизирање на материјалот. Од друга страна, со самото авторизирање и публикување на предавањата, ќе се добие јавност во квалитетот на неговите предавања и стручњаците во работната организација, во училиштето. И ние како завод би се вклучили, и стручните редакции при издавачите можат да придонесат тие предавања да се усовршат, да бидат поквалитетни и низ еден подолг период од еднократна или двократна примена да добиеме и добри учебници. Секако дека ова е патот кој што ние огледаме да за малотиражните учебници се дојде до наслови. Разговарајќи вака од печатот дека одредени програми брзо се менуваат, дали е точно тоа? И тоа создава посебен проблем за издавање на учебници. Видете, прво, ако се смета брзо менување на секои 5-10 години, тоа е точно, затоа што знаете ние од 72 година отидовме со нови програми кои што 74 година се применија. Од 74 година наваму имавме измена само во општообразовните предмети заради редуцирање на фондот на часови, тоа е во македонски јазик и во странските јазици. Меѓутоа во стручните предмети нема менување на програмите во оваа реформа, но има нивно усовршување. Секако дека не може се што ќе се направи една за секогаш да биде точно. Сознанијата покажуваат дека треба некои усовршувања, но тие промени не со таков карактер што предизвикуваат задоснување на изданијата. Може би има вистина во тоа дека некои програми не се доволно квалитетни, дека кога се прават 1200 до 2000 програми, земено по класови тоа се околу 2000 можеби наслови за учебници, дека во некоја програма има и некои недостатоци. Рецензентите на тоа кажуваат и тоа воедно мора да се промени и ние правиме напори сите тие укажувања да ги вградиме во програмите. Сега, друга Стојанов, имам едно вакво прашање за вас. До сега говоревме за сите училишта, од основно до завршните и во стручните овие училишта, и гимназиите, и економските, медицинските ги спомнавме. Меѓутоа во Македонија има 13 училишта, 12 и едно шумарско 13, односно земјоделски шумарски училишта, каде што и таму има ученици и за кои воопшто ништо не кажавме. Каква е ситуацијата со овие училишта? Со овие училишта во однос на учебници положбата е застрашувачка. Бидејќи учебници за овој вид училишта издава издавачката куќа Наша книга. Во периодот од 73-та па наваму не е издан еден наслов за земјоделските и шумарските училишта, иако се бројни во овие училишта учат околу 3000 ученика и во периодот до 74-та, кој што реков пред малку, Наша книга издаде околу 20 наслови, углавно за земјоделските училишта, а бидејќи шумарското училиште е единствено како такво и во тој период не се издадува никакви учебници за училиште. Во периодот од 73-74 година наваму, дотации кои редовно ги добиеше до тој период Наша книга, не доби ни еднаш и учениците се стопирано издавањето на учебници. И сега, значи, во земјоделските училишта во Социјалистичка република Македонија, кои се 12 и 1 шумарско 13, сега практично нема учебници. Нема ни еден наслов, бидејќи и оние наслови кои постојава се исцрпени, продадени се, не се преиздавани, бидејќи нема соодветни дотации. Правени се покушаи од страна на заводот, на Републичкиот завод за напредување на образованието и воспитувањето, ова прашање да се на некаков начин разреши. Стручниот колегиум на овој завод ова прашање го разгледувал, давал советните материјали до педагошкиот совет. Педагошкиот совет овие препоруки ги давал и до заедницата, општата заедница образование. До денеска ова прашање не е решено. Вршени се повеќе пати усмени и писмени барања да ова прашање се реши преку заедницата, но за жал не е решено. А треба да се има предвид тоа дека во земјоделските училишта доаѓаат деца од селско потекло, од друга страна доаѓаат деца кои за основното училиште го завршаваат релативно со не многу висок успех, а за да солдуваат општите знаења и стручните знаења неопходна е литература. Во фазава на реформа, ако еден вид училиште имало 20 наслова, сметам дека е неоправдано да во оваа фаза, после 3-4 години како реформата, не се издаваат учебници и да се ова прашање стопира за овој вид училишта. Сметам дека треба соодветните фактори на републиката да ова прашање го разрешат.
Учебници немало како годинава, така и минатите години. Од повеќе причини кои се или пак не се споменати во емисијава. Некаде недостаток на тираж, некаде средства, а некаде автор или пак печатницата доцни. Нашата грижа поради недостатокот на одреден број на учебници или пак не средениот пазар со нив, нималку не одзема од нашето определување за реформата во образованието. Туку повикуваме на поголема одговорност и критичност. Зашто инаку како можеме да дозволиме, на пример, земјоделските училишта во Републикава со години наред да работаат без учебници?